Власта тактизира и се уште не иницирала формирање на работни групи во кои ќе се утврди датумот за двата изборни циклуси. Првиот човек на пратеничката група на ВМРО ДПМН алармира што поскоро парламентарните партии да седнат и да договорат кога ќе бидат претседателските, а кога парламентарните избори и дали ќе бидат споени или одвоени во вториот круг. Ако пратениците не се договорат, собранискиот спикер и самиот порача ќе мора да ги распише изборите до нова година. Се чудам на владеачкото мнозинство затоа што се уште тактизира. Ние го кажавме нашиот став како ВМРО ДПМН, за нас е подобро од економски причини, од барањата на синдикатите, бизнис заедницата да се организираат едни заеднички споени избори, меѓутоа доколку власта сака раздвоени избори, може и тоа само да се знаат датумите за да можат да се почнат одредени активности околу планирање. И покрај понуденото решение да се спојат вториот круг на претседателските со парламентарните избори, заради практичност и заштета на народни пари, од СДСМ го повторија истото што и пред 2 недели без прецизен одговор. Нашиот став околу датумот за изборите е принципиелен и уште од самиот почеток кажавме дека прво ќе се случат претседателските избори, а потоа ќе бидат и во утврдениот законски рок редовните парламентарни избори. Во делот на работните групи очекувам на координација во текот на следната недела со сите координатори на политичките партии кои што се застапени во собранието да се отвори ова прашање. Ако СДСМ не се согласи и не се спојат вториот круг претседателски со парламентарните, од парите на граѓаните ќе се потрошат дополнително уште најмалку 6 милиони евра, колку што чини еден изборен циклус. ВМРО ДПМН пред известно време предложи споени избори бидејќи законот дозволува со термините за претседателски и парламентари да се маневрира 60, односно 90 дена. Така ќе се гарантира и поголема излезност бидејќи ако треба граѓаните два пати да гласаат во краток период, излезноста може да биде доведена во прашање.